Контролата на летање е институција која што е од државен безбедносен карактер. Не ставно е збор само дека тука одговараме ние за безбедноста на воздухопловите кои што се од комерцијални цели како патничките авиони, туку ние сме служба која што ги контролираме, односно помагаме воздушниот сообраќај и на воздухопловите што се на Министерството на внатрешни работи, на војската, државен објект и подлежи под посебни критериуми на тоа кој све може да влезе во рамки на оградата на тој објект. Не е тоа влегување во продавница, тек така па да може да се шета кој сака, и во нормални земји ваков еден чин би се третирал веројатно како терористички напад. Директорите се фалат дека безбедноста не е загрозена, дека безбедноста на ниво. Тоа не е благодарение на нив, тоа е благодарение на нас, професионалците. Ние поради тоа бараме да сите оние селекции бидат на професионален начин направени. Ние како контролори на летање, како професионалци, ние нема да дозволиме да дојде до таква ситуација, односно првиот момент кога ќе осетиме дека постои најмала шанса да нешто биде надвор од нашата контрола на оно што треба да го сработиме, ние самите ќе бидеме тие што ќе алертираме и едноставно ќе затвориме воздушниот простор не поради штрајк, него поради безбедносни причини, за да можеме понатаму да го продолжиме со таков тек и да го подобриме тоа, треба и самиот менаџерски тим да работи у таква насока, не да ни константно низ години наназад да ни го деградира квалитетот на кадарот кој што се прима кај нас, со самото тоа е да ни ја отежнува нашата работа. Директор не се менува заклучно со тоа како се смени некоја гарнитура во власт. Ако е некој квалитетен директор, без разлика дали една или друга партија победник на овие избори формирала влада, тој треба да се продолжи да се продолжи со работа доколку дава резултати. Доколку не дава резултати, нека биде од иста партија или нека не биде од партија, треба да биде разрешен. Значи резултатот треба да биде тој што ќе биде круцијалниот момент на одлучување дали некој треба да остане или да биде разрешен. По други дешавови во нашата фирма, односно другите служби, веќе преовладува таа нестручност, лица кои што ние со години ги знаеме дека и порано работеле отсатни, ги нема, пијат кафе, не доаѓаат на работа, некој тоа сето тоа го прикрива.